Добар ден, почитувани. Ова е почетокот на најновата Телма амбуланта. Петочното издание го реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Крвниот притисок е безгласен потсетник за нашето здравје. Како да го препознаеме доколку не ги чувствуваме промените? Дали нискиот крвен притисок е подеднакво опасен како и високиот? Како правилно да го измериме крвниот притисок во домашни услови, кои се најчестите грешки што ги правиме при тоа? Кој е најдобриот начин за негова контрола? На оваа тема денеска разговараме со доктор Ана Велјановска, специјалист-интернист, субспецијалист кардиолог во клиничката болница Жан Митрев. Разговорот ќе го проследите веднаш по рекламите, а како и досега ќе имате можност за вклучување во програма со ваши прашања, бидејќи и денешното издание е контактно. Останете на Телма. Кои се решенијата за проблемите со крвниот притисок? Во денешната Телма амбуланта одговор на ова прашање ќе побареме од доктор Ана Велјановска, специјалист по интерна медицина, субспецијалист, кардиолог во клиничката болница Жан Митрев. Докторке, добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добро ве најдов и ви благодарам на поканата. Се надевам дека добро патувавте од Битола до тука. Добар беше патот. Да. Денеска ќе проговориме за една тема која што е можно актуелна. Сите знаеме дека покачениот крвен притисок или пак неговите варијации, така може да осцилации може да предизвикаат проблеми со здравјето. Но што е тоа точно крвен притисок? Што значи горен, а што значи долен крвен притисок? Значи, крвниот притисок е силата на крвта што притиска врз зидовите на артериите додека срцето отчукува и ја пренесува низ целото тело. Горниот или систолниот притисок представува првото мерење кое што го добиваме и тоа одговара на силата на срцето кое што отчукува и ја пренесува крвта од срцето во артериите и при тоа е во фаза на стеснување, односно во систолна фаза, што нарекуваме ние. Тоа обично треба да е под 120 мг на живин столб. Тоа е систолниот горниот притисок, а долниот притисок ја представува силата на крвта врз артериите додека срцето одмара меѓу два срцеви циклуси. Диастолниот притисок треба да е отприлика под 80 мг на живин столб. Значи идеални вредности се идеални вредности се 120 и 80. Тие се идеалните вредности, бидејќи во тие идеални вредности крвта не обезбедува со доволно кислород и хранливи продукти, дозволува за нормално функционирање на работата на срцето и на мозокот, односно на сите органи, како и го одржува балансот во организмот во однос на температурата, на хормоните, тие ни се идеалните вредности кои што одговараат и треба да ги имаме за да имаме здраво срце и здрав живот. Кои отстапки се сметаат за проблем? Например, 130 со 90? Па сега во новите гајдлајнси веќе станува во прв степен на хипертензија. Значи последниот гајдлајнс кој што е ревидиран во 2024 година го наслови прирачникот покачени крвни вредности и хипертензија. Значи 120-80 е оптималната вредност на крвниот притисок. 120-129 се смета за покачен крвен притисок, доколку диастолниот е се уште под 80. А веќе 130-90 зборуваме за хипертензија. Значи, имаме прилични строги критериуми. Да, многу се строги критериумите. Се спуштија границите во врска со се. Спуштени се многу. Така да прилично треба да внимаваме при лекувањето на пациентите и при тоа истото нив да им го објасниме и да знаат, бидејќи кај нас крвен притисок 130-140 ми е нормален. Значи тоа веќе не смееме да го имаме во нормала. Но можете ли да очекувате идеални вредности 120-180 кај повозрасни лица? Кај повозрасни лица над 65 години, значи него ни очекуваме тој притисок, него кај нив очекуваме 130, 135, 80, 85. Така да кај таа популација тој крвен притисок е идеален за нив. Значи кај нив не се стремите да го стигнете на 120, не се стремиме, а под 65, особено кај младата популација, се стремиме да го стигнеме на 120-180. Сега за да измериме крвен притисок 120 со 80 или пак воопшто која е неговата вредност, треба да знаеме тоа правилно да го изведеме. Каде се прават најчестите грешки при мерењето крвен притисок во домот? Во домот најчесто се прават кога пациентот се враќа од пазар или бил негде или е нервозен во моментот и го мери притисокот.
Значи, прво притисокот се мери во смирена, во релаксирана атмосфера, опуштена. При тоа пациентот треба да одмара околу 5 до 10 минути, потоа раката да му е правилно испуштена и по правило треба да се мерат 2 до 3 пати со апаратите и да се добие на средна вредност. Значи не е доволно еднаш да измериме и да речеме имаме покачен притисок. Не е доволно. Значи 2 до 3 пати за едно мерење, при тоа повторувањата треба да се изведуваат 2 до 3 пати дневно. За таа цел на нашите пациенти им даваме дневник за крвен притисок, кој што при тоа во домашни услови ни го водат. Понекогаш добиваме екстремно високи вредности, понекогаш добиваме ниски вредности, па на крај ќе се одлучуваме да поставиме 24 часовен холтер мониторинг и во тој случај ги добиваме правилните вредности на крвниот притисок и пациентите. Хајде да проговориме уште малку околу правилата за мерење крвен притисок. Како треба пациентот да седи? Треба да е во седечка положба, седечка положба, да е подпрен, раката да е правилно исправена, опуштен да е. И манжетната како да биде наместена, важно ли е тоа? Да, на надлактицата и убаво да е поставен стетоскопот на местото каде што треба да се пумпа, ни погоре ни подолу. Но сега има некои апарати за мерење притисок, има, точно, кои што се ставаат дигитална на местото каде што се чувствува пулсот. Пулсот, на зглобот. Сега важно е каде ќе биде поставена при тоа раката? Се во висина на срце или не? Не има тоа. Значи се располагаме со големи број на тој тип на апарати. Има доста квалитетни од нив, има некои што не се толку квалитетни, сепак зависи од изборот на пациентот и од цената која што има. Кога ќе се вратат, мерат дома, обично кога влезат во нашата амбуланта, ние повторно го мериме притисокот, за да видиме дали сето тоа е вистина или ги советуваме пациентите нивните апарати да ги донесат кај нас, па правиме споредба со нашите живин апарат, кој што е најдобар за мерење. Значи живиниот апарат е стандард, за мерење на крвен притисок, во споредба со нивниот апарат, па така добиваме реална вредност дали правилно мерил и дали апаратот кој што го користи е во добра функција или не е. А докторке, важна е манжетната каква е, дали е преширока, претесна? Па не сме ни да е преширока, ни претесна. Треба да е лабаво поставена, бидејќи кога ќе пумпаме таа стега и така ги добиваме првите бројки на притисок. Значи и тоа е важно, да биде убаво наместена манжетната. Пациентот му кажуваме стално да е опуштен, пред преглед да се опушти малце, да диши длабоко. Значи не сме физичка активност претходно? Не. Значи од кој ќе стигне во амбуланта или во домашни услови, треба барем 10 минути одмор да има. А што ако јадел претходно? Или пиел кафе, запалил цигара? Па имаме и таквито. И то влие врз во висината на крвниот притисок. Во тој случај при јадење и цигари се врши периферна вазоконстрикција и можеме да добиеме повисоки вредности на крвниот притисок. Значи сите тие фактори, јадењето и цигарите треба да бидат пред мерење да не се конзумира ни храна, ни цигари. При мерењето, што доколку првата вредност е висока, а втората вредност е нормална? И па затоа велиме 2 до 3 пати да мери, па земаме средна вредност. Во домашни услови зборуваме. Значи секогаш треба да се направат 2 до 3 мерења за да видиме реалната вредност. Така, може ли пациентот да има скриен покачен притисок, односно да има проблем кој што не го чувствува, да биде без симптоми? Можно е. Особено помладата популација во денешно време доаѓа на преглед затоа што случајно некој возрасен во фамилијата мерил притисок, па и тој одлучил да мери притисок и измерил некоја вредност од 160, 170, 100 со 110. Потоа повторно измерил пак ги добил истите вредности. А при тоа нема апсолутно никакви симптоми. Нема главоболка, нема вртоглавици, нема гадење, нема повраќање. Значи можно е, да. Значи може да има притисок, може да има притисок, да. Можно да има притисок, да нема симптоми. Може тоа долго време да обстојува? Можно е, да, да обстојува подолго време. Така. Добро, значи кога зборуваме за мерењето на крвен притисок, зошто се смета дека тоа треба да го правиме дури кога се чувствуваме добро? Па поради тие причини. Да, поради тие причини. Во последниот guidelines, значи водат сметка за тоа до толку што веќе почува да се прави скрининг на пациентите од страна на матичните лекари. Под 40 години пациентите матично секои 3 години треба да му мери притисок, а над 40 години еднаш годишно. За да имаме една евиденција како се одвива крвниот притисок. Бидејќи сега со современите трендови на живот, крвниот веќе го почуваме, крвен притисок почува да имат и адолесценти.
Ако веќе во европските развиени земји, доколку двобата родители се со генетика за покачен крвен притисок, во тој случај што адолесцентна возраст почнуваме да им мериме притисок на тие пациенти. Само во лекарски, во болнички услови, кај лекар или советувате лицата кои што имаат генетска предиспозиција, не чувствуваат никакви симптоми, тоа да го прават и во домашни? Може во домашни услови, да го мерат првиот притисокот. контакт да биде со лекар соматичен, не мора да е со специјалист соматичниот, со семејниот лекар, а потоа да им предложи да си го мерат крвниот притисок во домашни услови. Но има една состојба која што се нарекува крвен притисок поврзан, покачен крвен притисок поврзан со бел мантил. Што е тоа? Тоа се пациенти кои што ќе влезат во амбулантата и веќе се уплашени, се лачат по големо ниво на хормони на стрес и го покачуваат крвниот притисок. Имаме ние неколку така пациенти, легнува да мериш притисок 190, 100, 200, 210. Имаме наместено и холтери, ги праќаме дома со дневник за крвен притисок, се враќа со идеални резултати. И холтерот идеален. Значи, покачен крвен притисок само во амбуланта? Само во амбуланта, да, како резултат на бел мантил. Доаѓа влегува во болница и автоматски одма го покачува крвниот притисок. А го имате и спротивниот случај во домашни услови да мерат висок притисок, а да дојдат на лекар, па да им се нормализира? Ретко такви случаеви не. Ретко. Може да имаме, поретки се тие. Ке започнеме да зборуваме за покачениот крвен притисок, кој што го нарекувате ти во кубиец на здравието. Кои се најчистите причини кои што доведуваат до ваков проблем? Дали генетиката е пресудна или пак можеби животниот стил? И генетиката и факторите на средината се пресудни за хипертензија, значи двата фактори. Генетските фактори се секако битни и особено пациенти кои што од помлада возраст имаат покачен крвен притисок се со фамилиарна оптовареност за хипертензија и кардиоваскуларни заболувања. Тоа е едната причина, а втората причина секако, како што рековте, е исхраната. Исхраната богата со масноти и шеќери и премногу сол влие врз покачувањето на крвниот притисок. И физичката неактивност во комбинација? И физичката неактивност во комбинација, пушењето, конзумирањето на алкохол се добитната комбинација за покачен крвен притисок. А кои се оние алармантни, силно изразени симптоми кои што се поврзани со покачениот крвен притисок? Па тие пациенти обично имаат јаки главоболки, трнење на главата, на лицето, често имаат градни, стегливи болки, придружени со некој тип на аритмија. Тоа се веќе сериозни симптоми кои што треба посериозно да ги проследиме и детално да ги следиме. Се случува ли луѓето да имаат покачен крвен притисок поврзан со стрес? Да. Кога ќе се изнервираат, да им рипне крвниот притисок? Да, при стрес да, па веќе јас мислам дека народ е во континуиран хроничен стрес кај нас и се ослободува има дешарш на тој тип на хормони кои што прават периферна вазоконстрикција и го покачуваат крвниот притисок, па резултира со главоболки, тахикарди, градни болки. Имаме доста такви пациенти. А понекога завршуваат и на кардиологија, и на кардиологија, и на стентирање, имаат... завршуваат, Инфаркт. Инфаркт, мозочен удар, да. А што е со оние лица кои што имаат некакви хормонски нарушувања? Со тироидната жлезда. Ке има ли проблем? Ке се јави ли проблем со крвниот притисок? Па првото кој дојде било при нашиот кардиоваскуларен пакет што го правиме нашиот диагностички центар, покрај ехокардиографијата што изведуваме, правиме скрининг и на тироидната жлезда. Генерално кога ќе видиме нехомогена структура или на тироидната жлезда, меѓу првите тестови се крвната слика и тироидните хормони. Не често, можам да кажам дека секој втор има проблеми со тироидната жлезда. Па и нарушувањето на хормоните, и особено кај жени во менопауза, доведува со покачување на крвниот притисок. Значи, нарушување на половите хормони, како што естрогенот, прогестеронот? Да, за на жени во менопауза, да. И тука веќе се качува крвниот притисок? Тука, да, и веќе тоаш прв пат почнуваат, кај досега имале притисок, пример, 110 со 60, и веќе нагло почнува 150, 180. Така, вела дека расте кардиоваскуларниот ризик кај жените кои што се во менопауза. Да, па тогаш почнува и високиот кардиоваскуларен ризик кај жените. Кога веќе зборуваме за хормоните, ги сите знаеме дека хормоните на стресот, како што се адреналинот и кортизолот, го качуваат крвниот притисок. А дали може некакви нарушувања со надбобрежната жлезда, од каде што се излачува кортизолот, всушност да биде причина за еден ваков проблем? Феохромоцитомот е тоа. Тоа е структурно заболување на надбобрежната жлезда.
Тоа е ретко, али не смееме ни го забораваме, ни зоставиме, особено го станува збор за резистентни или малигни хипертензии. Тие настануваат нагло со блаж и со високи вредности на крвниот притисок и со карактеристично црвенило на лицето. Аха, значи се вцрвенуваат. Да. Други некои симптоми има освен тоа или Има не? тахикардии, главоболки и обично станува збор исто за генетско и фамилиарно оптеретување. Така да кај помлада популација, особено при кардиоваскуларниот преглед, ги советуваме да се направи и ехо преглед да се испита исто така и бубрежната функција, како и надбубрегот. Значи едно ехо да се направи на таа жлеза, се види во каква состојба, испитувате ли хормони во таква ситуација кај пациент кој што е млад, да речеме нема семејна историја на хипертензија во семејството, потребно ли е да се прати на ендокринолог, можеби? Па ние тимски работиме при лекувањето, не можеш сам да си, бидејќи станува збор за повеќе органи. И тие пациенти ги испраќаме на ендокринолог за подетелна евалуација, да не се пропушти нешто кај пациентот. Крвниот притисок остава бројни последици. Кои се најопасните компликации кои што може да ги предизвика? Најопасните компликации се срцев и мозочен удар, кој што може да ги предизвика, или излив, хеморагичен излив. Така, но крвниот притисок ги оштетува станатите органи. Сите органи, бубрезите страдаат. Да, сите страдаат, видот. се страда, бидејќи тој прво и основно прави ендотелна дисфункција на сите артерии и при тоа со тоа ги зафаќа сите органи. Значи очи, бубрези, срце, мозок. Сите органи, ни еден орган не е поштеден при покачен крвен притисок. Така, затоа треба да се внимава, да се регулира. Да се регулира, точно. Сега, кој ќе дојде еден пациент кај кој што поставувате диагноза хипертензија, најнапред како ја поставувате, дали со еден преглед кај пациентот и со 2 мерења можете да поставите диагноза? Колку мерење на притисокот треба да направите? Колку посети на пациентот треба да има кај лекарот за да се постави диагноза хипертензија? Ако дојде пациент деново, значи прв пат со хипертензија, покрај прегледот што го правиме и основните крвни анализи, кај пациентот прво што советуваме е менување на стилот на живење. Значи тоа е прв број 1. Редукција на солта во исхраната, намалување на телесната тежина, доколку е обезен, престанок со пушењето цигарите и че започнуваме со хигиено-диететски режим. При тоа му даваме на пациентот во период од неколку дена да мери крвен притисок во домашни услови. Добра. Додека после неколку дена се врати со покачени вредности на крвниот притисок, а при тоа не бил дисциплиниран, во тој случај продолжуваме со подетелно, тоа е 24-часовното амбулаторно мерење на покачен крвен притисок, за да ги добием просечните вредности на пациентот во тек на 24 часа. Доколку тие се високи, во тој случај отпочнувам со антихипертензивна терапија, ама при тоа обавезно пациентот мора да се придржува на препораките за исхрана, за престанок со пушење, конзумирање на алкохол и започнување физичка активност. Значи тоа е секогаш првиот чекор, промена на животниот стил. Обавезно и во првите препораки, првата препорака е сега промена на животниот стил на живење. Значи тоа мора да го смени, за да има здрав живот. Колку максимум може да се чека здравиот животен стил да ги даде резултатите кај крвниот притисок? Па се зависно колку е волен пациентот, колку е желен да не послуша. Има некои што не послушуваат и добиваме многу добри резултати, а имаме пациенти кои што едноставно не сакат да си го нарушат тоа што го имаат и продолжуваат со стариот животен стил. Тоа сепак зависи од пациентот, неговата одлука. Ние можеме да влијаеме, да разговараме, се да правиме. Ако тој не се одлучил и не сака да го прави тоа. Сметате ли дека не го сваќаат доволно сериозно тој совет за промена на животен стил? Бидејќи постојано се зборува, но едноставно нема промена. Едноставно немаат слух за физичка активност, за промена на начинот на исхрана, бидејќи се вадат моето работно место не дозволува, мојата работат во смени, работат на долги дестинации, работат различни професии и каде што велат јас не можам да имам здрава храна, здраво да се хранам, морам да се хранам фаст фуд. Но секако им советувате дека можеби може да си го подготват ручек од дома и да го понесат со себе. Јас тоа им го велам, спремете си го дома, носете го. Сега кој колку сака и колку е волен, тоа се ви кажувам зависи од самиот пациент. Ние влијаеме колку што можеме, ама
врз конечната одлука на пациентот не можеме да извлијаеме толку. Кога станува збор за физичка активност, што им советувате? Па да помладата популација да започне да тренира, да фитнес, прво да започне со умерено пешачење, наравно додека го стабилизираме притисокот. Потоа да Значи на почнува почеток секогаш печачење. пешачење, да, пешачењето Добро. не е најбезбедното. Пешачење прво со цел зависно дали пациентот е обезен, тешко обезен, значи има од пациент, значи пристапот е различен од пациент до пациент. И од возраста се разбира на пациентот. Значи активното спортување е број 1 за лекувањето на хипертензијата. А колку килограми би требало да се изгубат за да се постигнат посакуваните резултати кога станува збор за покачениот крвен притисок? И па сега во поновите стандарди, гайдлайнсот што е воведен, се мери обемот на струк и на маж и на жена. По новите стандарди обемот на струка и мажи треба да е под 98 сантими, а кај жена под 80. Без разлика на висината. Да. И на возраста. Да. Секогаш да биде. Сега кај над 65 пациенти тоа ќе го занемариме, ама за младата популација тоа да. Тоа Значи многу е важен обемот на да, струкот, таа абдоминалната односно дебелина, стомачната дебелина, да. Е па што е тука толку проблематично кај стомачната дебелина? Што е со тие вистеларни масти што Па се тие моѓат висцерални на масти, органите? да, што ги запушуваат артериите, се тие истите масти, кои што се таложат врз коронарните, церебралните крвни садови, што понатаму при покачен крвен притисок руптуираат и се формира акутен тромб. Значи многу е важно да се реши проблемот со стомачната дебелина, да. а тоа е исклучително тешко. Да, тоа е исклучително тешко. Знам, ама задолжително е. Задолжително. Да. А што е со оние пациенти кои што имаат и некоја дополнителна хронична болест? Да речеме хипертензија во комбинација со шеќерна болест. Тие се најризичната група. Пациенти со хипертензија, диабети, тие се исто со хиперлипидемија, покачени вредности на липиди во крвта. Кај нив треба струга контрола и од кардиолог и од ендокринолог. Кај нив треба посебен тим, тимски работиме кај тие пациенти. Во кој момент ја припишувате терапијата? Откако се тоа нема да успее? Да, откако се тоа нема да успее, ја припишуваме терапијата. И сега како се зема терапија? Дали е важна дисциплината и во овој случај? Дисциплината е важна. Пациентот мора да ја зема припишана терапија како што е ординирано од страна на лекарот. Дали е наутро, дали е на пладне, значи мора да ја зема. Многу често, ќе ви кажам во пракса, ќе почне да зема терапија, добиваме целни вредности на крвниот притисок 120-80, ми вели се уште морам да ја земам. Се нормализира, дали може притисокот, да јас немам потреба повеќе да земам терапија за притисок. Чи тоа не е така. Значи, одлуката за прекин на антихипертензивна терапија донесла исклучиво само докторот. Не сме самиот пациент да речи јас не земам терапија повеќе. После тоа добиваме пак спротивни вредности, многу високи вредности. Доаѓа повторна контрола дека не му е добро, има главоболки, вртоглавици, пак мериме покачен крвен притисок. Значи, припишаната доза е она доза и оној лек кој што го ординира лекарот, и по рецепт на лекарот, така треба и да се зема да се ординира. Тешко ли е да се погоди дозата? Се случува ли кај пациентите да се симне пак до непосакувани вредности крвниот притисок? Па сега да има други проблеми. Да, имаме за... Мислам, не се тие многу чести така, али во секој случај почнуваме со најмалата доза, па го следиме притисокот, па го викаме пациентот, јас лично го барам на 7 до 10 дена да дојде на контрола со дневник за крвен притисок, го мериме повторно, ако е се во ред, ја оставаме истата терапија, доколку не е, зголемуваме дозата до највисоката вредност, целна вредност на лекот. Доколку не добијаме посакуван ефект, во тој случај го менуваме групата на лекови. Кога треба да го мерат притисокот оние лица кои што се на терапија? Дали треба да го направат тоа наутро, на пладне, навечер? Колку пати да го измерат притисокот во текот на денот? Некои мерат постојано. Да, знам дека мерат постојано, но обично ги советуваме 2 пати во денот, еднаш наутро и еднаш навечер. Така да тоа ни е доволно. И колку пати да измерат наутро и навечер, еднаш 2 пати? Па зависно со каков апарат мерат. Ако мерат со живин, добро тоа е еднаш, ако мерат со овие што се новите апарати, како што кажав,
за мерењето 2 до 3 пати наутро, се зема средна вредност, мада мислам дека сега веќе и пациентите самите си доцираат, знаат, и истото го прават и навечер. Ке ги поканиме гледачите да се вклучат во програма, да ги споделат своите искуства со мерењата на крвниот притисок, но секако и да постават прашања кои што е поврзано со денешната тема на која што говориме. Верувам дека имате бројни дилеми, така што очекувам дека ќе се јавите за да ги разрешите и да добиете конкретни и точни одговори за сето она што ве мачи. Докторке, зошто обично е крвниот притисок покачен наутро? Па наутро сепак тоа оди во однос на циркадијално, како кажам, во однос циркадијалниот ритам, да, и на хормоните. Будност и сон, така? Така е, будност и сон. Има пациенти кои што во теков на ноќта се будни, па не може да спијат. И сето тоа е метаболно и хормонално поврзано во организмот и затоа добиваат повисоки вредности во утринските часови. Колкав дел од пациентите кои што ќе добијат терапија за крвен притисок треба да земаат и некакви диуретици? Па сега повеќето лекови не се one pill со 2 лекови, новите лекови што ги користиме. Така да или се комбинација на АЦ инхибитор со калциумов антагонист или се комбинација на АЦ инхибитор со диуретик. Тоа се диуретици со споро ослободување кои што има 24 часовно дејство. Така да во пракса сега веќе и по новите препораки, кога веќе употребуваме лекови, употребуваме двојна комбинација во еден лек. Дали има пациенти кои што не можат баш добро да ги истолерираат лековите за хипертензија, односно да речеме диуретиците да им создаваат некакви грчеви, некакви потешкоти? Имаме и пациенти кои што не само диуретиците, него и останатите лекови може да ме предизвикаат несакани ефекти. Сите лекови тие предизвикуваат несакани ефекти. Во тој случај терапијата ќе ја смениме. Не менувате? Не менуваме, да. Има различни генерации, различни опции? Има генерации, да, имаме различни опции сега. Ќе ги вклучиме гледачите со нивни прашања, да ги слушнеме. Добар ден! Добар ден за првиот гледач во денешната Телма амбуланта. Добар ден. Ве слушаме одлично, повелете. Поздрав до емисијата, до докторката. Ви благодарам. И сакам да поставам едно прашање. Секако. Јас на Сабајле имам висок крвен притисок до 150, 160, 100, 110. Така? Примам лосартан наутро и навечер. Сега имам и проблеми со тироидната, хипотироза. После имам аритмија, а за аритмијата примам соталол, една таблета Сабајле и пола навечер. А примам и ксердоксо, риварастатин, како се вика, и навечер примам и диазепам од 5 милиграма. Сега Сабајле ми е висок, а од кога ќе доручкувам, ќе се раздвижам, притисокот ми е некогаш нормален, некогаш пак и многу низок. Така, па сега претпоставам дека прашањето е што може да се направи за да се реши овој ваш проблем. Да. Ви благодарам за вклучувањето во програма, повелете, докторке. Пациентката треба да се обрати за, не знам пред колку време била на преглед, за кардиоваскуларен преглед, за преглед на тироидната жлезда и лабораторијата. Лосартанот е еден од постарите лекови кои што го имаме за лекување на хипертензија. Може би ќе треба и промена на лекот со поновата генерација. Кај пациентката, бидејќи 150-160, кај пациент со атриална фибрилација и со хипотироза е многу висок и таа веќе спаѓа во многу висок кардиоваскуларен ризик. По моје мислење, господјата ќе треба да си направи подетален кардиоваскуларен преглед и да има промена на терапијата на лосартан со новите сартани, дали кандесартан, дали валсартан, дали олмесартан, така да имаме опции кај овие пациенти. Корекција на терапијата за притисок. Ќе вклучиме уште еден гледач. Добар ден за него.
Добар ден за следниот гледач во денешната Телма амбуланта. Се надевам дека успешно ќе се вклучи. Ево уште една шанса за него. Добар ден. Добив знак дека му уште еден гледач. Еве ве слушаме слабо, но ве слушаме. Добар ден. Јас ќе го замолам гледачот да го намали тонот на телевизорот. Мислам дека тоа е проблемот за нашата неуспешна комуникација. Уште една шанса. Добар ден. Нека се јави гледачот повторно и нека му објаснат од режија како да се вклучи. Ние продолжуваме понатаму. Гледачката спомна дека навечер зема диазепам. Да. Многу пациенти со покачен крвен притисок земаат ваква терапија. Дали е таа неопходна? Не. Не е неопходна. Дали е тоа лек за намалување на крвниот притисок, бидејќи некој кога ќе измери покачен крвен притисок веднаш посегнува по некој средство за смирување? Тоа е не знам некој мит останат од поодамна, дека кога немаше голем избор на лекови за хипертензија, прво што припишуваа матичните лекари беше диазепам. Така и ден денес имаме пациенти, имаат 150, 160, 100, 110, матичниот и семејниот лекар препишал диазепам. А диазепамот, да, може да го симни крвниот притисок, бидејќи ќе ги смири пациентите, малце ќе ги опушти, ама тоа не е лек од избор нас. Значи не, диазепамот може да се зема во склоп на терапијата. Така. Ке вклучиме гледачи. Добра. Се надевам успешно. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете во програма сте. Добар ден, овде Ацо Рајчевски. Ме интересира, мене цела година ми е срцевиот пулс многу слаб, 40 до 49. Пулсот ви е слаб, така? Добро. Да, многу. А овој се движи 180, 180. Тој средниот ми е најдобар. И сега како срцевиот пулс, јас како да го зголемам, идам на кардиолози, никој нема решение. А притисокот ви е покачен, ако ве разбрав, така? Да, Покачен крвен притисок? 260 со 140, Так. прежива. А Значи, кажете ми, имате некаква диагноза или не? Имам диагноза, значи кардиомиопатија. Добро. Атриална фибрација, има аритмии, сега немам, тромб, ме нападна и тромбови. И значи сега тоа нема, се реши и сега сум подобро, меѓутоа па е висок притисокот. За срцевиот пулс ништо не кажавте, тој 80 треба да е, мене ми е 30 до 49. Така. Значи, кои апчиња го зголемуваат срцевиот пулс е прашањето и што да направам, мислам, вода, течности, електролити или докторката тоа би ја замолила. Така, ова е едно убаво прашање, ви благодарам за вклучувањето во програма. Здрави, секој добро. Пријатно. Пријатно. Кај пациенти со дилатативна срцева слабост, колку што успеав да разберам пациентот и со проширено срцето, значи? Срце, да. И атриална фибрилација, за регулирање на атриалната фибрилација користиме бета блокатори. Доколку пациентот не ги зема, ќе влезе во пристап на нова атриална фибрилација и ќе има опасност од повторно формирање на тромби. Доколку пулсот се движи од 40 до 49, пациентот нема клиника во смисол на губиток на свест, на вртоглавици, синкопи, во тој случај не препорачуваме ништо. Значи тој мери само пулс. Значи битна ни е нас и клиничката слика на пациентот, не само бројката што ја добиваме. Во даден момент или во случај, во кај овој пациент најдобро да се намести 24-часовен мониторинг на ЕКГ холтер, местиме, и го гледаме просекот во тек на 24 часа. Дали во тек на денот се движи толку, во тек на ноќта, дали имаме паузи или немаме паузи. Значи, за да се види правилната причина која е, во тој, не знам кој бета блокатор го зема, можеби ги треба се намали дозата на самиот бета блокатор кој што го зема. А инаку постои ли лек кој што може да ја забрзи работата на срцето? Тоа треба кај него треба се прекиди бета блокатор, ама кај него не е возможно да се прекиди бета блокатор заради аритмијата и срцевата слабост која што има пациентот. А хидрирањето и земањето на течности, здравата храна, пешачењето секако ќе му помогне за подигнување на пулсот. Колку течност може да испие со една ваква диагноза? Не знам, зависно, би требало литар и пол во тек на ден, во тек на горештини, кој дојди до потопло време, да не си дозволува да дехидрира, постојано да е хидриран, да има боца вода покрај себе и постојано да се хидрира. Во попладневните часови, кога е поладно, може и умерено
лесно пешачење нарамно. Пред да преминеме на прашањето од целниот гледач, само да ве прашам, зборувавме за нормални вредности на крвниот притисок, идеално е 120/80. А колку е идеално да отчукува во минута нашето срце? Кој е идеалниот срцев ритам? Идеален срцев ритам од 50 до кај 70-80, така. До 80 би била горната да, граница. Да. Добро, да ги вклучиме и следните гледачи. Добар ден. Ја се надевам дека успешно ќе го слушнеме и следното прашање од гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете во програма сте. Добар ден. Ваша редовна гледачка. Баш ми е драго. Темава денешна ме погоди и мене, и затоа решив да ви се јавам. Така. Јас сум на возраст од 72 години. Притисокот ми е релативно добар, да речам, во рамките на во границите што се нормалните, меѓутоа разликата меѓу горниот притисок и долниот притисок ми е секогаш над 40 степени. Аха. 60, 48, 52, 67, 61 и така. Така. Ова е исто така едно многу важно прашање, колку треба да биде разликата помеѓу крвните притисоци, како се решава овој проблем и на што укажува големата разлика меѓу горниот и долниот притисок. Ви благодарам за вклучувањето во програмата. Ви благодарам и на вас и на вашата гостинка. Останете на Тилма, следува одговорот и советот од денешната гостинка. Овој тип на пациенти, прво ревизија треба да направиме исто во антихипертензивната терапија, да видиме дали лекот кој што го зема е со диуретик, има диуретик, нема диуретик, колкава доза на лек зема пациентката. Внесот на течности се разбира е многу битен при земање. Се извинувам што прекинувам, може лекот што го зема да доведе до вакво зголемено... Да, до поголема разлика кај меѓу горниот и долниот притисок. Значи, битно е пациентот да се јави на лекар за да се прегледа и клиничката слика да ја видиме. А вака самите бројки, како бројки ви кажав дека се сам бројка. Значи, пациентот треба да се види и да се видат дополнителни, ако треба иследувања да се направи. Да се направи на ревизија на терапијата што ја зема пациентката. Може би со ревизија на терапијата ќе се стабилизира, да се јави кај матичниот лекар, да го каже истиот проблем, ќе направи ревизија на терапијата и ќе се стабилизира проблемот со диастолниот притисок. Инаку идеална разлика помеѓу горниот и долниот притисок? 120-80 е... Значи 40? 40-45 така. Тоа е идеалното. Што е поопасно, доколку е поголема разликата помеѓу притисоците или доколку е поблиска? Доколку е поблиска. Значи, ако се спојат притисоците... веќе тогаш имат проблем. Ке вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете во програма сте. Гледам ова емисијата за крвен притисок. Така, само малку погласно од режија ќе замолам во студио, бидејќи слабо слушаме. Значи, земате терапија за покачен крвен притисок, ако ве разбрав? Имам една, че пијам, ама џабе, пак ми се покачува. Добро. Плюс пијам ова кардиологија, пијам лекарства, имам дека имам стен. Ама и пред тоа ми се покачуваше притисокот. Сега и овие ги пијам, сега не знам што. Значи сега земате редовно терапија, а како ви е притисокот? Повторно ви е качан? Повторно не ви е регулиран? Секој ден ми се покачува. Аха, и покрај тоа што земате терапија, имате покачен крвен притисок. Дали имате некој подпрашање, докторке? Една по 20 мг ги пијам, по 2, тоа. Иначе 30 мг ги пијам. Ама не помага. А колку време ги земат? Колку пати ми се качува? Колку време земате терапијата? Па одамна ги пијам, овие 2-3 години скоро. А веќе 10 години ја земате оваа терапија. Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Што ви советувале? Промена на терапијата. Аха. Обавезно промена на терапијата. Значи, тоа станува збор за високоризичен стентиран пациент. Значи, нерегулираната хипертензија може да ми доведе до повторен реинфаркт кај пациентот. Така да во најбрз можен рок да се јави кај својот матичен лекар или на кардиолог за да се направи промена на терапијата, на антихипертензивната терапија. Тоа имаме сега нови лекарства кои што имаат кардио и ренално протективно дејство и знаеме кој лекар и кој пациент да го ординираме. Има ли пациенти
кај кои што хипертензијата едноставно не реагира на лековите? Имаме. Ретки се тие, ама имаме. И што во таков случај? Во таков случај ги испраќаме на тимски, исто го решаваме случајот меѓу нефролог, кардиолог и ендокринолог. Ја бараме причината за особено станува збор за или што имат структурно нарушување органско, или пак генерално тоа може да се малце повозрастни пациенти каде што имаме веќе генерализирана атеросклероза. Така, цело време зборуваме за опасностите од покачениот крвен притисок, но мораме да го споменеме и нискиот крвен притисок. Оние кои што страдаат од овој проблем, велат дека страдаат, дека не се чувствуваат добро. Понекогаш се плашат да не изгубат свест, бидејќи имаат силни вртоглавици, особено кога е променливо времето. Па дали е нискиот крвен притисок подеднакво опасен како и високиот? Како високиот не е опасен, непријатен е за пациентот. Баш ради клиничките симптоми. Вртоглавица, малаксалост, не може да си ги обавуваат своите активности редовни, точно тој страв да излезат надвор, да не изгубат свест. Обично тоа се помлади анксиозни луѓе или пациенти кои што страдаат од хроничен замор. Чи работат смени, прва, втора, трета, имаат спондилоартрозни промени и при промена на времето ги осеќаат тие имаат таа клиничка слика. Ги советуваме исто и нив на зголемен внес на течности, внес на витамини, здрав начин на исхрана, да се избегнуваат тие газирани пијалоци кои што сакаат да ги земаат при понизок крвен притисок. Повеќе по тоа се посегнува. Посегнува по тоа, се вели 7 лимон, 7 портокал, малце да се освежи организмот, да се внесат витамини, значи хидрирање обавезно, физичка активност и сека и нив советуваме и внес на сол малце во организмот, доколку за да се добие оптимална вредност. Али во секој случај не е толку опасен како високиот крвен притисок. Тој е непријатен за пациентот. И се наглите варијации во смисол на хипотензија која се деси кај пациент кој што може да изгуби свест, и во тој случај може да е опасно зависно од да не настане некоја повреда. Како ќе падне пациентот, дали е во домашни услови, дали е надвор, дали е сам, дали е со некој, дали некој ќе го придржи, или пак може да падне и да направи некоја сериозна повреда. До нисок крвен притисок дали може да доведат, да речеме, одредени лекови? Да, одредена терапија? Пациентите што започнуваат со антихипертензивна терапија, после 14-20 дена понекогаш доаѓаат дека кажуваат дека со лековите ми е притисокот многу низок, па во тој случај дел од лековите прикинуваме или ја сведуваме дозата на минимум. Да. Има пациенти кај кои што сите лекови за хипертензија доведуваат до ваков брз нагол пат на притисокот? Не, кај сите. Не, кај одредени. Обично се стабилизира и добиваме оптималната вредност, а кај некој подесуваме. Затоа од почеток кажуваме започуваме со терапија, ама пациентот мора да ни е подбудно толку околу некој месец, два, додека добиеме вредности и додека пациентот се осеќа добро. А има ли одредена терапија за покачување на крвниот притисок како што има за симнување? Порано имаше, сега нема повеќе. А зошто? Не, па сега немаме повеќе низок притисок, сите се со висок притисок. Аха. Животниот стил е променет, така да ретко имаме пациенти со понизок крвен притисок. Особено тоа е помладата популација, женскиот пол. Но, како што споменавте, многу почесто се јавуваат за покачен крвен притисок. Колку често во вашата, во клиничката болница Жан Митрев доаѓаат пациенти со ваков проблем? Секојдневно. Морам да ја кажам, од извршените прегледи, над 80% се за хипертензија. Значи има голема број. И колкав дел од тие лица завршуваат на терапија? Па, речи си сите? Речи си сите, да. Значи, ретко кој успева со промена на животен стил и дисциплина да си го реши проблемот? Да, ретки ги има тие, ама додека го постигнат, од кој ќе го постигнат тоа, во тој случај можеме и да ги прекинеме лековите. Станува збор тоа за помладата популација која што не сака да прима терапија и ќе започне со промена на животниот стил. Кои нови истражувања и методи водат кон решавање на проблемот со крвниот притисок? Па новите методи одат во насока на рана превенција и диагностика на хипертензијата.
Веќе знаете сега дека постојат смарт часовници кои што мерат притисок и пулс и алармираат кај пациентот. Тоа е една од новините. Второ, се воведуваат нови генетски исследувања, така да се смета дека во иднина во однос на генотипот на пациентот ќе имаме индивидуален пристап со лекови. Ќе има дополнителни тестови за рано откривање на промена на ендотелот на крвните садови преку биомаркери од мокрачата. Така да реналната денервација исто така е на експериментална фаза кај пациенти со резистентна хипертензија, која што треба да се воведи. Исто така во новитети се препорачува индивидуалниот исхраната да биде индивидуално наменета, да биде со нутриционист. Значи медитација, јога, физичка активност, фитнес, сите тие работи веќе сега за околу тие работи се фокусираме за рана диагностика и превенција од хипертензија. Доктор, ке ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Тилма амбуланта. Благодарам и вас на поканата. За одговорите на бројните прашања поврзани со хипертензијата, но и хипотензијата. И хипотензијата. Ви благодарам на поканата. Почитувани, ова беше се во денешната Тилма амбуланта, која што ја реализиравме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте и денеска и гледајте нередовно во редовниот термин на емисијата 12 часот и 50 минути. Ви посакувам пријатен ден.